Во продолжение ги поздравувам моите колеги, драги колеги Срѓан Ивановиќ и Дејан Андоновиќ. Добре дојдовте во Слободен печат. Благодарам, Александра. Благодарам. Од режијата ни кажа дека нема премногу време, па да почнеме на брзина да ги прелистуваме светските настани. Да почнеме со гласањето во Американскиот конгрес. Представничкиот дом. Првиот драфт е одобрена е помошта за 63 милиарди долари помош за Израел и за Украина, односно за Украина и за Израел, што дополнително прави продолжување на агонијата на она што се случува во Украина веќе трета година и во Израел што се случува веќе не знам колку да избројам 6 месеци валјда, што е во исто време два огромни конфликта. За жал секогаш цивилите се најголемите жртви во двете војни. Големите си играат шаковска игра, а обичните луѓе страдаат не само таму физички, а ние околу сите и економски. 63 милиарди долари, републиканците тоа го блокира еден период, но еве сега сепак успеа да се договорат да ги испорачат тие пари, сега треба и во Сенатот да отиде таму дефинитивно само да се стави пара. Се очекува дека брзо ќе биде. Па да, вчера претседателот на САД Бајден апелираше до Сенатот, нели, онаа форма без суштина, ајде што побрзо да им даеме на украинците да се борат. Од друга страна, Украина тоа го дочека многу среќно, бидејќи многу пати до сега сите знаат, особено они најмногу, бидејќи се паталци, дека и со таа помош е прашање дали можат нешто да направат. Но оно што е страшно според мене, според тебе и според сите што ги следат работите, е дека само ќе се пролонгира ми се чини голготата која се случува таму, бидејќи Русија повеќе од сигурно, освен што е понадмокина воено, очигледно и оди на варијанта да се одолговлекува овој целиот конфликт. Многумина имаат различни ставови дали оди на таа варијанта или не оди. Мене не како беше, да оди? Да, мене не ми беше логично дека сакаат да се пролонгира, но очигледно Кремљ има некаков план. Вчера влегува во едно исто така важно стратешко село кај Донецк. Значи, русите полека, но сигурно одат напред. Сега повторно слабата точка на оваа војна во руските вооружени сили, морнарицата, повторно настреда еден спасувачки брод овој пат, но борбен брод кај Севастополј, кај Крим. Украинците успеа да го погодат и да го оштетат. Тоа е кој знае кој веќе брод до сега што е оштетен таму, што само кажува дека ќе ги изиритираат русите дополнително да го направат тој, како се нарекува, мостобран кај Херсон, да не можат овие тука да поминуваат и да стрелаат ракети и дронови. Русите возвратија околу Одеса и отприлика така стои работата околу тој фронт. Во меѓувреме исчезна онаа вест која е многу најпроблематична за секоја власт во светот во секое време, а тоа е прогласување, нели, на општа мобилизација. Имено Зеленски му требаат околу 500.000 војници најмалку да ги пополни дупките, колку и да има платеници, странски војници и сето тоа, сепак му требаат украинци. Ја намали старосната граница од 27 на 25 до 60 години и сега ќе видиме како сето тоа ќе биде, бидејќи во 21 век никој нема да се Да оставиме на Украина мобилизација. за момент. Блискиот исток таму беше прилично Па таму интензивно продолжува, да, во интерес на време, ја малце побрзо зборам, во интерес на време од Ирак вчера беа истрелани ракети кон една американска база во Сирија, што само кажува дека Иран повторно игра на онаа варијанта. Не влегува во директен судир со Израел и Западот, туку преку своите надворешни шиитски милиции, а Ирак, ќе потсетам, е 60 и кусур проценти шиитско население, само 40%, не само туку, 40% сунетско, значи тие шиитски милиции, Моктада Ал-Садари, да, тие се проирански, во Сирија имате проирански, сега да не зборувам, Јебен, Либан, тоа е тој така наречен шиитски срд. Иран очигледно не возврати, ќе потсетам, Израел нападна амбасадата, конзулатот ирански во Сирија, Иран возврати прв пат во историјата со директен удар врз Израел, но тоа беше
бенинен Чисто- удар, поише како порака, Да. Израел возврати во петокот Исто повторно како како порака, порака и сега како да се вратија на првичните начин на војување, не директни удари, туку индиректно. Иран нема ништо, но ги поддржува шиитските милиции кои пак удираат врз израелски западни цели. И само ќе скратам на крај во интерес на времето, началникот на генералштабот на израелската армија сите беа во очекување, очигледно им пропадна варијантата да го вмешаат Иран па да се вмешаат и САД во таа прича. Еве од утринава издаде наредба за копнен упад во Рафах. Што тоа значи ќе видиме во текот на денот. Тоа е бегалски камп, да подсетам. Ако не се лажам, Каде е имаше некои Хамас? настани на Косово, имаше прегласување име во Хрватска, може ли тие на брзина да Па добро, двете? во Хрватска на 2 избирачки места се прегласува, но што и да биде, исходот нема да влие врз конечниот Тешко исход. таму влада ќе се формира. Па да, ХДЗ победи, но тоа е една пирова победа. ХДЗ победи, но нема доволен број да направи влада, мора да влезе у коалиција, а има послаб коалиционен капацитет од СДП на Милановиќ, тоест не е на Милановиќ веќе, пошто ово е председател, но таа е таа партија која има 47 и отприлика според проценките велам таму, полесно од 47 до потребните 72 пратеници за мнозинство во Саборот ќе направи по коалиција зборам СДП, односно ХДЗ, на колку му требаат само 10 пратеници, бидејќи коалициониот капацитет според тамошните медиуми е послаб на ХДЗ, бидејќи тие се подоминантни. Ајде само да видиме што се случи на Косово, ако може. И на Косово на крај 4 општини, да не ги набројувам, Зубин, Поток, Лепо Савич и сите тие, а тие нели таму не излегува на гласање пред 2 години, беа избрани градоначалници албанци у српска средина со 0,01% излазност. Вчера имаше иницијатива да се направи референдум, да излезат и да се отповикаат тие градоначалници и србите, нели да кажат, неќеме да не се градоначалници, во организација на владата на Албин Курти. Белград тоа го протолкува и србите како провокација и како обид на Курти да ги легализира тие избори од пред година дена, бидејќи ако не сте излегле а гласате, сега ако идете на референдум давате легитимитет. Пропадна и тој обид, вчера србите не излегува, се вели дека у Лепо Савич не излегол ниеден, во Зубин Поток двајца, сега да не ги набројувам местата, така да пропадна тој референдум, ќе видиме што ќе биде понатаму. Во меѓувреме во Њујорк е Александар Вучич, председател на Србија, ќе учествува во Советот за безбедност на Обединетите нации, има седница за Косово, каде што ќе се расправаат овие точки, но и точките дека Косово треба да влезе во Совет на Европа и заканите на Србија дека ќе излезе од Совет на Европа. Вучич самиот изјави дека Србија се наоѓа во многу тешка состојба и дека многу се мали шансите за некаков успех, но вети дели во духот на сите државници во светот дека ние нема да се даеме и ќе го направиме најдоброто можно решение за Србија. Кое е најдоброто можно решение, ќе видиме. Благодарам, Дејан. Александра, време е да се одјавиме.